сите слушна. Полека се претвара во бугарско. Веќе на Википедија не можете да најдете ни еден македонски деец. Сите се бореле за Бугарија и биле бугари. Тга за Јук е бугарска, Гоце Делчев е бугарски, Бисер Балтански е бугарски, Зоран Саев е бугарски. До душа, овој последниот едно со него уште 150 квисни изли, слободно можете да си ги прогласите за бугарски и да си ги земете вака топтан. Ама земаат бугариве буквално се што стотици години е македонско и по автоматизам само го преименуваат во бугарско. Сваќате ли тоа колку е опасно? Не само за безбедноста овде на Балканот, за безбедноста на светот. А Европа на тоа си гледа и си чути. Чутат, бе? А чутењето значи што? Одобрување. Значи ЕУ ги одобрува овие убер шовинистички дејства на Софија. Очигледно за неа не е проблем фашизмот. Се викал Ванчо Михајлов културниот центар, не, па тоа не е наша работа, како што реков, нели? Не го знам, кој бе тој Ване, за кој бе Ване ми зборите нас на ЕУ, бе? А? Не знаеме кој тој бе? Бугарија е членка на Европската Унија, а? Затоа и се може, само затоа и се може. Што ќе ви каже тоа за нас е закон, морате да слушате. Европски закон. Еве, можете и знаменце комотно да му ставите, европско знаменце. И онака на сите глупости ставате знаменциња. Ако ви кажат и да се натртите, па навикнати сте, нели, да се тртите, нели? Тогаш ќе се натртите и ќе си ставите таму кај што треба, нели, европско знаменце. Сите да видат. И во темно да ве најдат. Оп, знаменцето. Рага. Зајко кокорајко. Додуша, ова со тртењево не ви е нешто ново. Се натртивте и во Преспа, на Топличко покрај езеро, така. Се натртивте уште еднаш на бугарите, за да ви го симнат ветото. Може и ќе ви го симнат, ама после пак ќе ви го закачат. Мислам, тоа се, како да ви кажам, мислев на ветото да ви го симнат, па да ви го закачат. Затоа што имаат право да ве тртат докрај, сте им го дале вие тоа право да ве тртат. А се прашувате кога е крајот на тоа тртање? Кога е крајот? Трти некој. Не се знае бе кога е крајот, не се знае. Внесете ги сите 3500 бугари во уставот, признајте дека овие сгрешениве 100.000 христијани од непозната провиненција се бугари, а така бе! Афери Машколсун, така бе, северно македонци! За да бидете докрај животинки за експеримент, се што нема да функционира кај вас, нема на никој друг да му го правиме, затоа што нормално не функционира. Ама кај вас мора да остане и преспански и бугарски, ќе има уште некој договор секако, ама тоа ќе видиме кој ќе се јави од соседиве. Може и Вучич да се јави. Што ако Вучич она што го кажав претходно, ви рече, чекај бе, зашто глорифицирате некој тамо фашист кој што губил нашиот крал? Ај сега дајте отстапки за ова, ако сакате да ви давам пак овај храна, жито, ова, она. А Рама, додуше, шо бе Рама? Рама свежо посака си доби уште четврта држава, покрај Црна Гора сега, албански пример, сега маке, значи 4 држави, албански, 4 држави си добија. Еве, проста масо наша. Тоа е таа Европа, од секаде шуплива, ама ги секса по шупелките како нас. Америка се прпелка затоа што бугарството начелство не се нашиве северџански квисници па да ги слушаат како цуле покорни. Се обидуваат нешто со овој Петков, ама Галиба Радев од него ќе направи Петко тешкагла и на крај ќе му ја растури владата за после пак да дојде на власт Борисов. Радев и Борисов се како куче и маче. Јао. Ама во однос на Македонија се како ајкула бе, како
фурии од грчката митологија. Колку глави им сечеш, како свингата еве, колку глави сечеш, толку поише и растат. Битно е самата омраза кон Македонија и кон македонците, а посебно кон македонците. Главната фора на бугарите е што мораат да направат вештачки прираст и затоа најпогодни им се видува македонците како познати предавници. Од сите да направат бугари и едноставно во Северна Македонија, која повеќе не е земја на македонскиот народ, благодарејќи на СДСМ, да има само албанци и бугари. После лесно следи федерализација и од Македонија нема да остане ниту едно ма во наредните 50 години. Сега ќе живеат бугари. После ќе се вика Западна Бугарија и толку крај и конец. Само во книгите на некој си нов Ноам Чомски или слична некоја левичарска будала, по 100 години ќе се објаснува стратегијата на домашните предавници до уништување на сопствениот народ. Бранко, да ти се во партијата и во аболицијата. Народ по патот на обезличувањето, а може би и исчезнувањето. Ги внесоа во тој фамозен предавнички француски предлог истата таа Европа која ни го понуди, која мислевме дека е демократска, дека ги почитува сопствените принципи и права, и едно од незините темелни права, правото за самоопределување. Наместо тоа, таа Европска Унија го изневери македонскиот народ, ни прати овде некои мажи кои сакаат да се облекуваат во фустанчиња, кои самите не знаат што се, а сакаат од нас, потомците на гемиджиите, да подпишеме, да прифатиме нешто што знаеме дека не сме. Еве им порака до нив и до бугарите. Од македонец бугар не бидува. И во најлошиот кошмар. Анте Поповски беше, со векови бев уплашен со ножот на туѓата рака. Сега овој час сум уплашен со ножот на своја рака во нашите плеќи. Таче! Заед! Маричи! Можете да подпишете секакво предавство, но тоа нема да ве направи поголеми европјани од нас, нема да ве направи ниту по-напредни, ниту по-паметни. Со тоа само ќе покажете доколку подпишете дека сте изродени кукавици кои за 5 пари пукнале врсите завети на нашите прадедовци. Продадени души кои веќе никој не сака да ги прекупи. Рабени на Софија и на Брисел. Ете тоа сте вие. Не сакате да бидете македонци. Не ни можете. Само треба да знаете една работа. Македонија не дава да биде продадена. Ако ја продадете, ќе ги изгубите и парите, и Македонија. What about you, European Union? Shame on you!